Поголемо и поквалитетно производство, како и подобар пласман и повисоки цени се дел од проблемите со кои се соочуваат земјоделците. Токму поради тоа во изминатите години се повеќе се става акцент на формирањето на земјоделски задруги, пред се поради тоа што светските искуства покажуваат дека во земјоделството има голем ефект од формирањето на задругите, преку повеќе програми поддршка за сите оние земјоделци кои ќе формираат задруги. Владата на Република Македонија преку програмите за поддршка дава огромни поддршки за формирањето на задругите, било преку олеснување или поголем процент на повраток на средства за набавка на механизација или друга земјоделска опрема која што му овозможува функционирање за задрugата, понатаму за покривање на трошоците за формирање на задрugата, покривање на трошоците за овозможување на стручни лица за вработување во задрugата, како и плата за директор на задрugата во период од 5 години. Значи, се тоа го возможува преку програма за рурален развој, така што сите оние што ќе се одлучат да се здружат и да формираат како задруга имаат огромни поволности. За жал, во Република Македонија бројот на активни земјоделски задруги е многу мал, поради што од Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството на земјоделците им ги посочуваат предностите од задругарството и комерцијалните задруги. Имаме неколку позитивни примери на функционирање на земјоделски задруги, особено на територијата на Пелагонискиот регион, Теквешкиот регион и така натаму, така што сите позитивно работат и се задоволни од начинот на функционирање на задрugите. Значи, набавиле опрема, механизација и опрема по многу поволни цени, значи станува збор за користење на програмите за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој кои што ги обезбедува владата на Република Македонија. Меѓутоа имат поволности и, како што напоменав и претходно, имат поволности и при обезбедување на пласманот, при директно преговарање со производителите, со откупувачите и така натаму. Еден од позитивните примери за функционирањето на задругите е токму од битолското село Кукуречани. Позитивен пример на задруга во село Кукуречани, имаат повеќе од 15 задругари во рамките на задругата, се занимаваат со градинарство, така што обезбедуваат голема количина на градинарски производи, така што директно преговараат со откупните центри и со преработувачките предпријатија, така што намалени му се проблемите, затоа што добиваат и правна помош, добиваат и секоја видна помош, прискочување на договорите со откупувачите, за да можат навремено да ги достават тие производи, да обезбедат позитивна, значи добра цена и исплатата истата да биде во рамките на временскиот рок кој што е зададен со самиот договор. Македонија ќе ги искористи сите механизми и финансиски средства што и се нудат за развој на земјоделските задруги. Од ИПА 2 програмата се одобрени 2 милиони евра кои во наредните 2 години треба да помогнат за зајакнување на земјоделските задруги и пред се за искористување на западноевропските искуства.